Го продолжуваме изданието најново на неделниот микс, почитувани гледачи, а неодамна се одржа и јубилејниот концерт по повод 25 години постоење на камерниот оркестар Скопски солисти. И токму по тој повод, денеска на моје големо задоволство, ќе поразговараме со основачот и уметничкиот раководител на токму на овој камерен оркестар, исто така и професор по БОА, професорот Васил Атанасов. Добре ни дојдовте, професоре. Добро ве најдов и поздрав до целата екипа и вашите гледачи. Честитки пред се за 25 години јубилеј на камерниот оркестар Скопски солисти. И ете кога ќе се навратите на сите изминати години од почетоците до сега, колку всушност напредуваше овој камерен оркестар, колку стана познат, признаен и нели многу концерти ви имате одржувано. Така е. Сега кога го спортуваме погледот назад, 25 години како вчера да беше. Сега, средувајќи документација да поканиме колеги кои долго години соработувале со нас, кои свиреле, оснивачите и така натаму, видовме оти една огромна бројка колеги, музичари продефилираа во камерниот оркестар Скопски солисти и голема бројка на млади уметници кои сакаа да се докажат. Целта беше и тоа, да го оформиме тој ансамбл во отсуство на камерен оркестар, односно со згаснувањето на оркестрите во радио, телевизија и хорот и народниот оркестар и се, остана една празнина. Од тука јас ја изнесов таа идеја со неколку мои колеги, тие ја прифатија и поканивме стварно квалитетни музичари, кои се провенци во филхармонија, во опера, но поканивме и една добра екипа, млади уметници, дипломирани, кои бараа работа, сакаа да се докажуваат, а тоа даваше дополнителен елан. Сега секој почеток е тежок. Ако кажам дека беше тешко, тоа е вистина, бидејќи и за нас беше непознато. Прво немавме простор за работа. Значи потоа треба да се направи програма, да се комбинира во смисла оркестарот, кои дела ќе се свират, кои диригенти. На почетокот работевме сами. Со тој наш ентузијазам, кога направивме неколку програми, се освиривме, значи тоа беа некои манифестации, прослави и така натака, почнавме да соработуваме со скоро сите македонски диригенти. Покасно поканивме и еден извареден диригент од Бугарија, маестро Андреев, шеф диригент на Софиското радио, кој тогаш беше слободен и ја прифати нашата покана, а тој 2 мандата го водеше оркестарот, а покасно го превземе маестро Саша Николовски Ѓумар, кој беше еден одличен диригент и направивме убави концерти, издадовме 3 компакт дискови, независни и тоа се изведби од живо свирење, така да нас не радува дека имало квалитет. Добивме добри рецензии, нормално имало успани и падови, но секој пат целта беше да отсвириме ново дело, да презентираме македонски автор, македонски уметник. Ако приметувате низ годините и вие ги следите културните настани, ние покануваме наши уметници кои се во странство, кои се квалитетни, кои работат таму. Да кажем, еве сега гледам колегата Ламјов, извореден кларинетист, живее и работи во Шведска. Како да не го поканиме тој брилјантен уметник? Потоа Милена Арсовска, соло певица во Виенскиот театар, пее и по цела Европа. Значи, тука е нашиот бард Борис Трајанов, тоа е светска класа, исто и Лагој Нацовски, тенорот. Тие секој пат биле отворени за соработка и сите наши познати уметници, голема бројка, вие прочитавте и во биографијата, така да за нас овие години помина многу брзо, но од постигнатото мора да кажам дека сме задоволни. И така, и треба, и тоа и публиката со секој ваш концерт, вие и постојано одржувате концерти, не само, нели, сега овој што беше за вашиот јубилеј, туку и генерално сте присутни на музичката сцена, да кажам, нели, културна, класична сцена, и секогаш се посетени вашите концерти, публиката сака да доаѓа да ве слуша. За нас беше интересно, бидејќи ние типично класични програми негуваме, визави тие некои нови оркестри кои, нели, се појавија сега, оти пак скопските солисти беа тие кои провоцираа да се појават други ансамбли. И мене тоа ме радува. И нека биде така, но нели, ние си останавме за типична класика, бидејќи сега овие 2-3 години дојде едно време каде што се
презентирам многу шунт од соседството, а нашите исто го прифаќаат тоа и тие гостувања на странски уметници од секаков вид, од естрада, па и класична, да свират популарни композиции, мислам дека не дава високо ниво во културата. И ние мора да се држиме до тешка класика. Бах, Моцарт, Бетовен, Хајдан, одиме на Чајковски и понатаму и модерна современи македонски автори. Инаку, воспротивно, нема да се постигне успех. Така да нашата заложба беше таа со овој уметничкиот совет. Да, и професоре, ги спомнавте врвните уметници, но некогаш во денешно време се прави комбинација на модерна музика со класика. Кој е вашето мислење за тоа или сметате дека класиката треба да се биде? Не, може да се прави. Јас сум поборник, сакам и такви работи и вклучително и јас компонирам кога имам слободно време за моите деца, им пишував песни за Златно Славиче, за Плетенка, покасно и на фестивалите. Ние сме генерации каде што народната музика беше сршта од нашето поднебе. Тука беа корените, а после на школото, и да ви кажам, дури учевме средна школа и факултет беше забранено да се свири народни забава. Сега кога им кажаме на помладите колеги, тие се чудат. Инаку не. Секоја добра изведба е одлична. Инаку ние ќе експериментираме. Ќе обработиме македонска песна и се, но ако не се држиме до основната тема, веднаш одиме со некои обработки, турцизми и не знам србизми, тогаш тоа не е добро, бидејќи ние прво мора да ја презентираме нашата тема, македонската мелодија и потоа, нели, како што не учеа нашите професори по факултетите и на джез оделот и за забавна, сега има и за народна музика, тоа е добро. Нека бидат писмени музичари, да не биде, нели, ајде сега ќе свириме. Таа изведба е сосема друга. Дури и фолклорот, еве го, нашиот амбасадор Танец е перфектен, кој ќе се отсвири нешто, ама таму дојдува прекрасни луѓе за шеф на оркестар, за солисти и така натака. Вие ги пратите исто тие состојби, така да јас сум за новости, но да не се претера. Така, апсолутно. Сепак квалитетот да си остане. Да, така. И да се негува, а тоа вие во Скопски солисти секако го правите, но и професоре преку вашата кариера, која што е многогодишна, секако со вашето големо искуство, па еве да позборуваме и за самиот концерт кој што се одржа буквално неодамна пред некој ден. На него настапуваше нашиот врвен баритон Борис Трајанов под диригентската палка на маестро Виктор Митревски, кој специјално од Виена, ако не се лажам, дојде тука. Кажете ни за вашите импресии од самиот концерт, професор. Беше преубаво, мора да кажам, се појавија и постари членови кои се веќе во пензија, некои кои не се активни или се уклопија во други ансамбли. Ние сме соработували, ги поканивме. Имавме одлична публика. Програмата беше направена по сенс на солистот и диригентот, така да, еве, почнувавме со една, би рекол, пријатна, лежерна музика, Чајковски, Анданте кантабиле, да воведеме една мирноќе и да се упуштиме на класиката. Потоа следуваше Вивалди симфонија, една кратка, во која се покажува мелодичноста и мајсторијата на Вивалди за оркестрација и можности на музичарите да отсвират и виртуозно, и мелодично, така да тоа беше прекрасно. Потоа следуваше Доницетила фаворита, маестро Борис, отпеа таа прекрасна арија. Продолживме со Херберт, тоа е ново дело, ние секогаш на нашите концерти преферираме изведба на нови дела, тоа се две пиеси, Аусцук и Полонеза, која предложи маестро Виктор, конкретно за ново дело да исполниме. Потоа следува... Барток исто така, ако не се лажам? И Барток, да, тие се романските танци, кои се многу интересни. Сега една нова верзија исто маестро Виктор предложи со Богодачкиот оркестар, има и кларинет, бидејќи романците исто, како и ние, нели, Балканот преферира кларинет. Так. Тие историски моменти останале, нели, за некои инструменти и ќе биде многу атрактивно и го слушна публиката, реагира позитивно, а на крај маестро Борис ги испел двете македонски песни, ние што ги викаме македонски бисери, си заљубив едно моме и кога падна на перина и тоа беше една прекрасна атмосфера, аплаузи, овации и мора да кажам оти ние во тие изминати години стварно добивме одлични осврти, рецензии
по весниците, остваривме и 2 турнеи во странство, во Србија и Бугарија, на Моцарт фестивал. Таму добивме прекрасна критика. Во Бугарија да се настапува на фестивал е малку деликатно и престижно, така да ние сме задоволни, публиката го кажа своето и се радуваме дека беше успешно. Јас се надевам и во иднина со тој ентузијазам ќе продолжиме, тоа не води. Нашата водилка е музиката и ентузијазмот. Така е. И верувам дека уште поголем ентузијазам и мотивација ќе имате и за следните години, секако. Секако ние продолжуваме, дури имам можности и сили. Јас секако оркестарот го обновуваме со млади таленти кои доаѓаат од факултетот. Минатата година мора да кажам дека остваривме една соработка со една асоциација музика инсиеме од Италија. Јас го познавам и менеджерот и диригентот и тој ми предложи да пратиме 5-6 млади уметници во тој оркестар кај Неапол беа и тие беа 10 дена, имаше уметници од Романија, од Бугарија, од Албанија, од Италија и Македонија и направија неколку концерти перфектно. Таа турнеја продолжија и тука на Балканот, доле према Бугарија и Албанија и во Скопје имаше еден одличен концерт, преполно беше и бис се свиреше, убава музика. Тие млади колеги и колешки беа многу задоволни од единствена можност добила, или? Да, така да, тоа е начинот за да ја негуваме ние таа музичка уметност. И да ги представуваме нели нашите таленти надвор во странство. Во странство имаме многу наши уметници кои што се и како што и пред да се вклучат камерите ми кажавте секогаш се подготвени да се одзват на поканата. Да. Тие со радост доаѓаат во Македонија. Сега малку чудни работи ни се случуваат во целото општество, ама во културата е многу осетливо и ако се направат некои штети и се нанесе некоја непријатност или не знам, тие последици се големи. Еве овој прекрасен кларнетист свири насекаде, во Америка доби награда кога се усовршуваше. И тој кога го поканив, професоре, вие сте единствен од скопски солисти оркестар што ме поканивте. Тој прашувал во филхармонија, во опера, други институции, не одговориле. Тоа не е добро. Значи, ако веќе добиете мејл за предлог за соработка, покана, улюдно е да се одговори. Бонтонот налего, е 21 век, сега во време на интернет, ние за 3 минути може да решиме ситуација. Има и откажувања, некој пат преку интернет, имаме пријатели или телефон, да упадне 2 дена пред концерт, ако се случи нешто, кој ќе ви упадне само, сличен уметник со исто ниво и кој го има тој репертоар. Така да ние немавме многу такви ексцеси, за среќа се добро одеше, а гледавме да не се судруваме со термините, со опера, со филхармонија. И ние одевме на камерен состав. Еви овде Ламниов свири штамиц, значи има 2 обои, 2 хорни. Тоа е типично Хајдановски состав. Не одиме повеќе. Или квинтетот скопски, бидејќи и тоа е во склопот на скопски солисти и имаше еден гледачки квартет. Така да нашите активности годинова ќе продолжат крајот на мај, на 26-ти, веројатно прочитавте, ќе го славиме делото на големиот македонски диригент Ванчо Чавдарски. За жал, во Скопје институциите го подзаборавија, јас верувам ќе го подобрат, но неговото родно место, Владимирово, го реновираше Домот на културата, салата ја направи перфектна, со нови седишта, се што треба, и сцената, и тој одбор ја крсти по името маестро Ванчо Чавдарски. Од тој одбор ми се обратија и мене да не поканат со скопски солисти, да направиме нешто, да отсвириме. Јас прифатив со задоволство и назнака, пријатели, нема проблем. Јас имав среќа да кажам 98 може би последен македонец го видов во Кореја кога бе во Сеул на концерти. Тој дојде специјално за мојот концерт и 2 дена се друживме. Тој таму работеше како професор и диригент на факултетот. И тогаш замоли да пренесам во Македонија ако може да му се направи еден јубиларен концерт, 40 години уметничка дејност, 17 години старост. Тоа не успеа во филхармонија, зашто, како не ми е познато, но затоа сега неговите сограѓани му прават голема чест. И им благодарам ја и на моите колеги кои прифатија да настапиме, така да на таа прослава ќе биде на 26 во Владимирово, 12 часот, поканете се гости од
сите сфери на нашето живење. Солист ќе биде маестро Борис Тројанов, кој на еден збор прифати, а оркестарот ќе го води маестро Иван Еминовиќ и ќе отсвириме на прекладна програма, ќе се одржи една беседа во чест на маестро Ванчо, така да му одадеме почит и внимание. Потоа со малиот состав квинтетот ќе имаме концерт во Куманово и гостување во Србија, во Белград, така да овие 5 активности ќе бидат цела година да се заокружи овој јубилеј 25 години. Преубаво, а и исто така, професоре, вие сега сте моментално во пензија, кога станува збор професорската дејност, но обојата е ваш инструмент, нели, и ваша пасија. Какви се новите генерации, колку се обраќаат кон вас новите студенти на овој инструмент? Има ли интерес за обојата? До пред 10 години можеби имаше поголем интерес. Нели самото време, самиот интернет. Многу се форсира и на телевизии, и на сите национални, нели, потполно многу одат турски серии, некои народни музики, српски, секакви, значи без премца, што не обкружува. Тоа децата ги привлекува да мислат на нешто друго, не на класиката. Класиката е малку захтевна. Оти, ако вие можете да го свирите Бах или Моцарт, не е проблем да отсвирите со кларнет, Талио Гнедовски орото, нема проблем. Арнома, ако размислувате правилно, прво ќе се едуцирате убаво, и сега обојата е специфичен инструмент. Тоа е така физички захтевен и ако не се презентира, јас имав среќа во тоа време на ниво на Југославија и после Македонија да настапувам, тука беше Југо концерт, Македонија концерт и стварно јас обојата ја издигнав на ниво на концертен инструмент. И сега таа бројка е поднамалена, ама мора да се прави напори. Значи на времето јас и во Битула предавав и таму излегува неколку млади обуисти. Па тој оркестар што го направивме, битолски, камерен, па во Скопје, во училиштето без обоа не може да свирите. Па таа е кралица на оркестарот. Кој го штима оркестар? Обоата го дава првиот звук. И тоа е убаво. Децата одевме ние на времето, имаше и такви педагошки концерти и со квинтетот и со камерниот, да ги представиме инструментите. Кога ќе слушнат мелодијата на Лебедово езеро, ау, тоа е обоата, значи. Севилскиот бербер, да кажам, тоа соло на обоат, сите го знаат. И од филмските музики, на крај и цртаните филмови, и таму се експонира класиката и тие сола доаѓаат, да. Но треба да направиме една подобра агенда, да им презентираме на младите добра музика. Не само да се оди на кичерај или забавно народен лош фолклор, него да ги подготвиме, а тие сами ќе си ќе одлучат после со што ќе се бават. Оти многу е битно тој да ја сваќа оваа хармонија, оти хармонијата се околу нас што не обкружува. И тука сега нели мора да се посвети повеќе внимание и нели тие средства кои се од доброто културата, гледам годинава се малку зголемени и јас ќе очекувам министерот од нашата фела дека и ќе ги зголеми. Оти не е практично ако се крати прво во културата. Не, културата е лице, образ на државата. Да, и секогаш што го велиме посебно во неделниот микс дека спортистите и уметниците ни се амбасадори во светот и треба во вас нели најмногу да се вложува апсолутно. Професоре, ете зборуваме за музиката и за она што е квалитетно и што не е квалитетно, но колку всушност е важно новите генерации да ги едуцираме правилно. Ете зборуваме дека нели на интернет и секаде можат се што да слушаат. Така е. Но уште од мали како на кој начин да им всадиме? Па да ви кажам, еве филхармонија почна една добра акција назад неколку години, да ги мислам уште во мое време ги правевме тие детски концерти, после прекина малку се исклучивме од образованието. Музичката дејност, да кажам, музичката уметност, сакат да ги намала часове. Не. Тие од Загреб нагоре ги зголемија, не ги намалува. Во Словенија, колку што сум информиран од моите колеги од филхармонија, кажува дека месечно секоја осмолетка, секоја средно школо и факултет, студенти, ученици, мора да одат еднаш на концерт, на театар, на опера. Тоа е, ние мора да ја обновиме млада публика, кај нас публиката старее. И сега тоа прекрашување мора да биде со осет и да кажам да имаме агенда како ќе постапуваме. А тоа се постапува
ќе се оди по основните школи, ќе презентираме инструменти, ќе дојдат тие у филхармонија, ќе одат во опера, Снежане и седмите џуџиња ќе гледат. Така да, тие представи да им ги доближиме, да не го сватат тој термин, ај тоа е сериозна музика. Не, класична музика. Таа е мека, убава. Оти децата кои ќе слушнат, нели го презентираме, од Томи Џери ќе оце, ова го знам тоа, или фаготот, таму од дедото Пеци Волкот, која раскажуваше тамо Милица Стојанова приказната, тие одма реагираат. И начинот е тој само да имаме добра стратегија, 3 до 5 години да знаеме што случува и да ги насочиме. Тие млади, мислам, имаме таленти, имаме потенцијал и, да ви кажам искрено, да се дават стипендии на тие млади уметници со цел да ги вратиме назад, да не останат там. Значи, обврска, добра стипендија, пристојно, и тамо станарините и се друго е многу поскапо него овде. Може би храната тука некаде, Арнома Станко го плаќате и превоз, било да е трамвај или што е да подземна железница, тие билети се скапи и начинот е тој, оди, велам, треба да ја обновиме публиката. А имаме убав народ, музикален, и младите сакаат музика, значи без разлики, имаме и добри естрадни звезди, филхармонија ете ќе оди во Виена да свири концерт. Така да ние имаме потенцијал, само треба тоа да се направи една стратегија, да се канализира и секако нели да се внимава на кадрите, да не се претера со тие партиски избори и така натаму. Кажавме, во уметноста и спортот завршува на сцената. И вашиот браточет или мојот син да игра фудбал, ќе поигра 5 минути, се ни е јасно. Или кога ќе засвири така да го бива или не го бива. Само малку повеќе да се погрижиме и мислам оти може да направиме многу за Македонија и заслужува нашата татковина, да ви кажем искрено. Апсолутно. Ако ни се цениме сами, никој нема да ни ја цени. Ако ни се вложуваме сами во образование, музика, култура, никој од страна нема да дојде да ни помогне, нели? А во тој поглед треба да сме попаметни во секој случај. Да, секако, да дадеме шанса. Професоре, уште еднаш драго ми е што ја прифативте поканата и ми бевте мој гост и ви благодарам. Ете, спомнавме за јубилеот 25 години на Скопски солисти, камерниот оркестар и офативме други теми секако кои што се неизоставен дел. Ви благодарам многу за вашето гостување. Благодарам на поканата и посакам на вас и целата екипа успешна работа и понатаму. Почитувани гледачи, професорот Васил Атанасов, кој исто така и основач и раководител на камерниот оркестар Скопски солисти, беше денеска дел од неделниот микс. А јас ви благодарам и вам што бевте заедно со мене и со моите гости и во ова издание на неделниот микс. Секако благодарност и до моите колеги кои што се дел од креирањето на оваа емисија, да ја цениме и почитуваме културата и секако тука сме во име на културата и следниот викенд, а вие бидете поздравени и останете со програмата на Телевизија 24. Пријатно!